со информација споделена од најреномираниот весник во Велика Британија, Times, кој што вели дека Македонија е една од државите во кои што се разгледува стационирање на непожелните мигранти од Велика Британија како трета држава. За да видиме видеото од Христијан Мицкоски, кој што за жал не го објави робусно на неговиот Facebook профил, за жал не го пушти робусно до сите медиуми и на сите вести да иде и да врти. Видео во кое што 3 пати беше прашано од новинарката на Sky News дали Македонија е спремна да разговара и да прифати мигранти, 3 пати не даде никаков конкретен одговор. Our Prime Minister is talking to other Balkan countries about hosting migrant hubs and wondered whether North Macedonia is in talks or would be open to it. I'm not informed about this. We shall talk with the United Kingdom Prime Minister later today, so we'll see what you're talking about now. It hasn't been on the agenda so far. No, so far no. So no formal talks as yet. No, not yet. Is it something North Macedonia would view positively, or? I think that increasing bilateral cooperation, enhancing bilateral cooperation, and strengthening ties between both countries will be on the agenda of the talks. And I think that good momentums for the both countries will come for the coming period, Including on migration issues. including on economical and bilateral cooperation. Он нити потврди, нити негираше дека разговарам за ова, он само кажа формални разговори not yet, се уште не, што вика Мичо. Ако ти не носиш мигранти, можеше да каже тоа е за нас неприфатливо. Меѓутоа тоа ќе му отвореше проблем, не подпишување стратешко партнерство. А ако можеме да се потсетиме ова стратешко партнерство што е, како се вика договорот за стратешко партнерство во Руанда. Истиот назив. Договорот за стратешко партнерство помеѓу Обединетото кралство и Руанда за миграциона и економски развој. Па британскиот амбасадор во државава кажа дека овој договор ќе биде стратешко партнерство за економски развој и вклучување на Македонија во мигрантските политики и борба со нелегалната миграција. А Христијан Мицкоски нигде не го демонтираше. Прашањето е што на 22 мај во Лондон ќе биде потпишано.